Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Пеце Вртковски. А сега, почитувани слушатели, како што знаете, во нашиот град Ньюкастел на 4 октомври во петок имаме голем концерт со најпопуларните од убава Македонија Јордан Митев и Благица Павловска. За повеќе околу концертот да слушниме нешто повеќе. Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн со голема чест и задоволство ви најавува две живи легенди на македонската народна музика. Јордан Митев и жената со неповторливи хитови, Благица Павловска. Придружен оркестар Амадеус Бенд од Мелбурн, Ньюкастел, 4 октомври, 7:30 часот на вечер. Карти по цена од $40. Контакт Саш Стојчевски 0408 490 148, Ристовеловски 0414 296 910, Џони Линовски 0437 545 456, Мајкл Грујовски 0418 991 911, Пеце Вртковски 0411 673 073, Саре Симеонов 0499 014 254. За повеќе информации Аце Петровски 0417 128 641. Не пропуштајте ги овие спектакуларни македонски концерти со Јордан Митев и Благица Павловска, 4 октомври од 7:30 часот на вечер. Ньюкастел, ве чекаме. А сега да ги проследиме и најновите соопштенија.
Соопштение од управата на македонската заедница овде во Њукасел дека црквата Света Богородица заедно со свештеникот Пецо Петровски ќе биде отворена секој понеделник, вторник и четврток од 8:30 до 10:30 сабајлето во склоп на сите други празници, а можете слободно да го посетите храмот, да запалите свеќа за здравје во овој дом. Свештеникот Пецо Петровски ќе биде присутен во секое време, може да го прашате за било кој православни верски обичаи за правилно однесување и почитување на нашата црква. Управата на пензионерското друштво Гоце Делчев од Њукасел организираат ручек во нашиот македонски културен центар и тоа во сабота на 2 ноември со почеток во 10 сатот сабајлето. За овој убав ручек поканете се две друштва од Сиднеј, Методија Антоновченто од Кабрамата и Јордан Пиперката од Феафилд. Цената за овој ручек е $20 по лице со богат ручек. За карти јавете се кај Јове Новачевски на 0424 373 893, кај Коле Стојчевски на 0414 501 831 и кај Живко Мицевски на 0413 310 268. Соопштение за сите родители на деца од 5 години постари. Може да ги донесите вашите деца во нашиот македонски културен центар за изучување на македонскиот јазик, култура и традиција, и тоа секој петок во 4:30 сатот после пладне. Имаме наставници за секоја возраст кој сака да научи да пишува и чита македонски. Значи сите сте добродојдени без разлика на годините. Исто така можете да ги регистрирате вашите дечина од 5 години постари за наредната година, за да можеме да си одобриме паричен фонд од државата. Исто така можете да ги донесите вашите деца од 5 години постари за тренирање во нашата игрорна група Стив Наумов под раководство на хореографот Добре Колевски секој петок од 6 до 8 на вечер. Исто така, почитувани слушатели, како што знаете, во нашиот македонски културен центар овде во Њукасел имаме разноврсни јадења од наши кувари секој петок од 6:30 сатот на вечер. За резервација јавете се кај Џони Линковски на 04 3754 5456 или на Facebook околу сето тоа. Како што знаете, сите нашиот македонски културен центар овде во Њукасел ви стои на располагање за сите ваши потреби, како за свадби, свршувачки, крштевки, родендени и сите други работи. За сето тоа јавете се кај Саше Стојчевски на 0408 490 148, исто кај Ристо Веловски на 0414 296910. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49 68 4649 и полните да ги донесите кај Борис во сабота на 16 и недела на 17 ноември. А сега нешто да проследиме за македонскиот телефонски именик. Редакцијата на македонскиот телефонски именик после 26 пат го организира традиционалниот бол на бизнисмени и професионалци. На ова вечер, наречена Македонска трпеза, секоја година се доделуваат најголеми награди. Македонско сонце за најуспешен бизнисмен на годината и за најуспешни достигнувања во областа на општествените дејности, културата, образованието и спортот, како и награда за животно дело. По традиција, веселата и разиграна вечер ова година ќе се одржи на 18 октомври во петок, ова година во Конкодоро Евент Сента Ривавурд. Вашите предлози за бизнисмен на годината со конкретни докази за постигнатиот успех во минатата 2018 година испратете ги на нашата адреса PO Box 6598 Bocom Hills 2153 или на имейл info@mectel.com.au. Исто може да се јавите на следните телефони 02 9629 1199 и мобилниот 0412 515 010. Карти за ова вечер може да си резервисате на телефоните, што ги напоменаме. Сите сте добродојдени, ако не ги запишавте телефонските броеви. Истите може да ги најдете во македонскиот телефонски именик или на нашата веб страница mectel.com.au.
Ова е писмо од редакцијата на Македонскиот телефонски именик. Со поздрав до сите. Одиме со нешто најнови вести од Македонија. Председателот Стево Пендаровски во интервју за Сител запрашан за можноста да се постигне договор за тоа чи е Гоце Делчев. Рече дека тоа е неспорно. Според него, Делчев е еден од темелите на македонската државност кој се борил за автономна и самостојна Македонија. Еве ви еден практичен пример. Денес, јас или вие, ако бараме бугарско државјанство, мора да се пишиме. Не само ние, туку и сите наши предци, дека се бугари. Дали е точно, дали тоа или не, меѓутоа, за да добиете бугарско државјанство во 2019 година, вие мора да се пишите за бугарин. А сега сакате да ме убедите дека во тој историски контекст, повторувам и инсистирам на тоа, во тој историски контекст, 1900-та до 1901 година, Гоце Делчев можел да се пише македонец. Такви биле околностите во тој период, рече Пендаровски во интервјуто за Сител. Пендаровски вели дека е неспорна каузата за кој се борел Делчев и бара тоа двете страни да го констатираат. Неспорно е дека тој е еден од темелите на македонската државност, што е спорно околу тоа, рече Пендаровски. Председателот посочува дека не треба да се врши притисок врз членовите на експертската комисија со поставување рокови за постигнување на решение, а тоа му го посочи лично и на Борисов. Германија утре ќе гласа за почеток на пристапните преговори за Македонија. Македонија очекува на утрешната седница од Бундестаг зелено светло за почеток на преговорите со Европската Унија. Вчера препораката за старт на преговорачкиот процес даде Комисијата за надворешни работи на германскиот парламент, а консензус за Македонија на вчерашниот состанок постигна владеечките партии, демохристијаните и социјалдемократите. Вице-премиерот Османи, кој допатува во Берлин за да присуствува на клучната седница, објави дека по денешната средба со претениците од редовите на германската партија е повеќе од сигурен дека Македонија ќе го помине и овој филтер на патот кон одлучувачкиот октомври. Во меѓувреме и регионот се задржи во давање поддршка на македонските евроинтеграции. На средбата во Њујорк шефовите на дипломатите на Бугарија, Грција, Романија и Хрватска се согласиле дека како земји членки на Европската Унија мора да вложат заеднички напори Македонија и Албанија да го почнат процесот на приклучување кон Унијата. Убедени сме дека ќе добиеме посигурни, попросперитетни и побогати само ако сите наши соседи станат членови на Европската Унија, рекла на состанокот шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева. Според министерот би било голема грешка доколку Албанија и Македонија се раздвојат, бидејќи двете земји заслужуваат датум во октомври. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната "Денес свадба правам" на нашиот многу сакан и поштован син Стивен, со наискрени желби и честитки, му честитаме бракот со саканата Оливија Кајт и на двајцата му посакуваме среќа, радост и долги вечни љубовни години. На нумкоите Алек и Дијана со ќерките Џордан и Алиса Нечовски му честитаме кумството, а на деверите Саше со Стефани Мицевски честито побратимството, на сватовите Томе и Алесен честито бавата радост, на сите блиски гости весело расположение. Убавите од се срце желби се посакани од таткото Кире, мајката Десанка Мицевски. Кон ова убава честитка се придружуваат и сестрата Лили, зетот Боби, со децата Лука и Аника. Воедно честитки испраќаат по повод бракот на Стивен со Оливија и стрикото Зоран, стрината Аница од убава наша Македонија. Исто така му посакуваме добре дојдела меѓу сите најблиски. Ženam jaz, ke si zema moma na ljubava.
razveseli se, tapa neka šukne, sviri majstore, site neka vidat, svadba golema, sve krvati bidi najvesela. Dene svadba prava, odam da ja baram, moj ta ljubav verna, talke mi ja dada. Ajde kume napred, drugari i vi, odam da ja zemam, nevesta da mi je. Ajde tako napred, gosti prečekaj, dali vino, ajde da se napijaj. Igraj tako, ajde, pari ne žali, što je sve kor neka vidat komši. Dene svadba prava, odam da ja baram, moj ta ljubav verna, talke mi ja dada. Ajde kume napred, drugari i vi, odam da ja zemam, nevesta da mi je. Odam da ja zemam, nevesta da mi je. Со песната Ајде куме, на поштованите Стивен и Оливија Мицевски му честитаме бракот, исто му пожелуваме да се стрекни весели и да имат вечна љубов во заедничкиот живот. До година му честитаме за кршевка да не поканат. На родителите од двете страни честито убавата радост. Искрените желби се посакани од нумкоите Алек и Дијана со децата Џордан и Алиса Нечовски. Денес куме ти си главен, прв на оро ти си ставен. Куме, заиграј, оро победи. Куме, наздрави, крени чаша ти. Денес куме ти си главен, прв на оро ти си ставен. Куме, заиграј, оро победи. Куме, наздрави, крени чаша ти. Zec se smejat, radosni se pesma pejat, ajde, veselo, samo neka je, venom neka vide zapamte. Nevesta i zec se smejat, radosni se pesma pejat, ajde, veselo, samo neka je, venom neka vide zapamte.
svrnuće skoro gordost jedina, to da bide milost babina, to neka je. Kumo tvigaj na oru da vitr svrnuće skoro gordost jedina, to da bide milost babina, to neka je. Со песната Песна за деверот. На нашите многу поштовани Стивен и Оливија му честитаме стапувањето во брак, исто му посакуваме среќа, радост, љубов меѓу двајцата. На родителите од двете страни, како и на нумкото, честито ова убава веселба. Сето тоа го посакуваат деверот Саше Мицевски со Стефани, како и таткото Пецо со Пени и баба Стеванка, сите Мицевски. Drugari od mladih sme, zajedno izraslavne, ergela kod pomira.
Почитувани слушатели, за концертот со Јордан и Благица на 4 октомври овде во нашиот град Њукастел. За карти може да си земите овој петок во нашиот Македонски културен центар од 6 до 8 сатот вечерта. Таму ќе бидам да си обезбедите маса и да си ги земите картите. Да слушниме нешто повеќе околу концертот. Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн со голема чест и задоволство ви најавува две живи легенди на македонската народна музика. Јордан Митев. И жената со неповторливи хитови, Благица Павловска. Придружен оркестар Амадеус Бенд од Мелбурн, Њукастел, 4 октомври, 7:30 часот навечер. Карти по цена од $40. Контакт Саш Стојчевски 0408 490 148, Ристовеловски 0414 296 910, Џони Линовски 0437 545 456, Мајкл Грујовски 0418 991 911, Пеце Вртковски 0411 673 073, Саре Симеонов 0499 014 254. За повеќе информации Аце Петровски 0417 128 641. Не пропуштајте ги овие спектакуларни македонски концерти со Јордан Митев и Благица Павловска, 4 октомври од 7:30 часот на вечер. Њукастел, ве чекаме. А сега да продолжиме со вашите желби и честитки. Со песната Тапан грми на нашата многу сакани поштована ќерка и внука Оливија Даскаловска. Со наискрени желби и честитки од се срце и го честитаме бракот со саканиот Стивен Мицевски и на двајцата му посакуваме да се стрејкни весели, да има долга заедничка љубов во понатамошниот живот. На сватовите Кири и Десанка со фамилијата честито убавата радост. На нумкоите честито кумството и на деверот стрејкно побратимство. На сите гости весело расположение. Овие убави желби се посакани од таткото Томе, мајката Елесен со фамилијата, како и стриковците Томас и Никола со фамилиите и дедо Пецо со фамилијата сите Даскаловски. Lična voma se mažeše
pesni lele do zori. Ajde stani majko, te čeka oroto, naš ti se maši, majko će to. Ajde stani majko, i suzi izbriši, zlatno momče, jer kad si posvrši. Tapan grni, zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Tapan grni, oro se viori, čak pesni lele do zori. Tapan grni, zemlja se zatrese, lična moma se mažeše. Tapan grni, oro se Нашето мило и сакано синче и братче Хери Цветановски, од се срце му очеститаме петтиот роден ден, воедно му посакуваме добро здравје, голема среќа и успех во детството. Да расте убаво момче македонче со сите своји најблиски. Овие се убави честитки посакани од тато Адам, мама Џули и милото сестриче Мила Цветановски. Со истата народна песна на поштованото внуче и братучет Хери Цветановски му очеститаме петтиот роден ден и исто така му пожелуваме добро здравје, голема среќа и весели денови во детството, во придружба на сите негови блиски и сакани. Убавите желби се посакани од тетин Љупчо и тета Мишел со децата Ноах, Ајла и Лука Ристов. Roden den je deno što go čekame, cela godina, cela godina. Roden den je deno što go sakame, najmnogo se,
На нашето многу сакано внуче Хери Цветановски со наискрени топли срдечни честитки му очеститаме 5-тиот роден ден, како и среќно и весело во дечките години. Овие се желби посакани од дедо Мајкол и баба Сузи Цветановски. Со истата народна песна, со наискрени и најсакани желби и честитки испраќаме по повод 5-тиот роден ден на нашето мило и сакано внуче Хери Цветановски. Исто му посакуваме многу среќно и успешни дечки весели години со сите најблиски. Тоа се честитки посакани од дедо Пеце, баба Лиля, како и Вујче Мајкол, Вујна Џордан и милиот братучет Зеплин, сите Вртковски. Исто честитки посакуваат и тета Джеки, тетин Алекс и милите братучеди Алина и Алесио Недановски. Сите гости вечерва се тука, стари и млади, срце силно чука. Весело е, роден ден се слави, се до зори, џубушке се прави. Весело е, роден ден се слави, се до зори, џубушке се прави. Среќен да е роден ден, наздрави за среќа, заедно да славиме, се достои една. Среќен да е роден ден, наздрави за среќа, заедно да славиме, се достои една. Сите гости станат и на нога, живи и здрави, фала му на Бога. Чаши горе, здравица се крева, полна маса, ма нема што нема. Чаши горе, здравица се крева, полна маса, ма нема што нема. Среќен да е роден ден, наздрави за среќа, заедно да славиме, се достои една. Среќен да е роден ден, наздрави за среќа, заедно да славиме, се достои една. Среќен да е роден ден, наздрави за среќа, заедно да славиме, се достои една. Среќен да е роден ден, наздрави за среќа, заедно да славиме, се достои една. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки со песната Стреќен роден ден. Стреќен, весел и многу радосен 5-тиот роден ден на нашето многу сакано превнуче Хери Цветановски му честитаат предедото Ристо и пребабата Драга Цветановски. Воедно убави честитки испраќа и баба Лена со фамилијата Трајчевски. Со истата народна песна, со најубави желби и честитки, му очеститаме 5-тиот роден ден на милото внуче Хери Цветановски, како и среќно детинство со најмилите.
Тоа се желби посакани од пребабата Нада и дедовците Бранко и Денес со нивните фамилии сите Стојановски. Денес ми е роден ден, ајде друштво со мене ке честам јас, дискотеки, клубови, се нека се отвори, ке славиме до 3. Денес ми е роден ден, ајде друштво со мене ке честам јас, дискотеки, клубови, се нека се отвори, ке славиме до 3. Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врти се, небо, земја, сите сме. Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врти се, небо, земја, сите сме. Ајде овој роден ден да ми биде посебен, ке честам јас, happy birthday запеј ми, ај со мене наздрави, ке пиеме до 3. Ајде овој роден ден да ми биде посебен, ке честам јас, happy birthday запеј ми, ај со мене наздрави, ке пиеме до 3. Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врти се, небо, земја, сите сме. Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врти се, небо, земја, сите сме. Среќен роден ден! Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врти се, небо, земја, сите сме. Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врти се, небо, земја, сите сме. Да ги проследиме уште еднаш неколку од соопштенијата. Управата на пензионерското друштво Гоце Делчев од Нјукастел организираат ручек во нашиот македонски културен центар и тоа во сабота на 2 ноември со почеток во 10 сат од сабајлето. За овој убав ручек поканети се две друштва од Сидне, Методија Антонов Ченто од Кабрамата и Јордан Пиперката од Фејафилд. Цената за овој ручек е $20 по лице со богат ручек. За карти јавете се кај Јове Новачевски на 0424 373 893. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49 6846 49. А полните да ги донесите кај Борис во сабота на 16 и недела на 17 ноември. Да проследиме нешто и за здравието. 10 симптоми кои покажуваат дека неодамна сте имале лесен мозочен удар.
Ако мислите дека мозочниот удар е нешто кое се јавува само кај старите луѓе, докторите укажуваат дека тој може да се случи на секому. Динамичниот начин на живот во комбинација со неправилна искрена се едни од главните причинители за ова појава. За да се заштетите, научите ги, препознаете ги првите симптоми при кои треба веднаш да реагирате. Првиот е проблеми со видот. Мозочниот удар може да предизвика двојна слика, замаглена слика или целосна загуба на видот на едното или двете очи. 44% од луѓето кои доживеале мозочен удар кажале дека губење на видот е еден од позначајните симптоми. Второ, ненадења, главоболка и вртоглавица. Вртоглавицата е значаен знак за мозочен удар кај жените помлади од 45 години. Ако често ви се случува, побарајте медицинска помош. Трето, потешкоти со говорот. Еден од првите знаци за мозочен удар е неврзаниот говор. На почетокот се манифестира како збунетост за време и место за подоцна да премине во целосно губење на способноста за зборување, што доведува до конфузија. Четврт проблем. Слабост со екстремитетите. После мозочен удар, екстремитетите обично стануваат послаби, потешко е да се контролираат или се целосно парализирани. Најчесто страдаат раката или ногата на спротивната страна на мозочната хемисфера која е зафатена со ударот. Испружете ги двете раце со дланките свртени нагоре и држете ги во таа позиција 10 секунди. Доколку едната рака почне неконтролирано да ви паѓа, таа покажува слабост на мускулите, што е знак за мозочен удар. Петто, болка на едната страна од лицето. Болката не е типичен синдром на мозочен удар, но доколку почувствувате ненадења и силна болка во екстремитетите или едната страна на лицето, тогаш знакот е очигледен. Шесто, главоболка и мигрена. Ненадењата и исклучителна силна главоболка, која може да се категоризира како една од полошите кои сте ги имале, е чест симптом за мозочен удар. Ваквата болка во комбинација со мозочен удар најчесто се јавува кај жените, но и кај помладите лица кои пателе од мигрена. Седмо, парализа на лицето. Доколку не можете да ги контролирате мускулите на едната страна од лицето, речи си е сигурно дека сте имале мозочен удар. Осмо, исцрпеност. Истражувањата покажуваат дека кај жените мозочен удар многу почесто се поврзува со симптоми како умор, конфузија, дезориентарност и исцрпеност. И девето, икање. Овој предизвикувачки симптом многу почесто се јавува кај жените. Икањето се појавува како резултат на напад на центарот за дишење во мозокот. И десето, отежнатото дишење и тахикардрија. Отежнатото дишење и недостатокот од воздух се резултати на срцева аритмија. Иако почесто се јавуваат кај жените, овие се симптоми кои во никој случај не треба да се игнорираат. Нешто за земјоделството. Ќе се забрза постапката за утврдување и исплата на штети од временските непогоди. Ќе биде забрзана процедурата за утврдување и исплата на штетите што земјоделците ги претрпуваат како резултат на неповолните климатски промени, одлучи владата на денешната седница. На предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, владата усвои предлог уредба за престанување на вежбањето на уредбата за начинот на утврдувањето на неповолниот климатски настан, настанатата штета, пресметувањето на загубата на приходот, пресметката на штетата и постапката за исплата на помошта, информира владинска прес-служба. И нешто од спортот. Се одигра првите дуели од осмофиналската фаза. Попладнево се одигра првите дуели од осмофиналната фаза на домашниот фудбалски клуб. Со убедливи победи, Академија Пандев, Ренова и Лабушница се блиску до четвртфиналето, додека неизвестни ќе бидат дуелите на кои немаше победник. На Чаир, во Битола, Велес и на арената Тоше Проевски, Брегалница пријатно ги изненади своите фанови со победата над лавовите 3 од Ѓорче.
Реванш средбите се играт на 10 октомври. Куп на Македонија 8 финале. Академија Пандев Осогово 3-0. Скупи Силекс 0-0. Вардар Шкендија 2-2. Борет Струга 0-0. Брегалница Македонија Јорче Петров 1-0. Лабун Ништа Охрид 2-0. Пелистер Работнички 1-1 и Тиквеш Ренова 0-2. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа, голем успех до идната сабота во истово време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle.